civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Медиумите во Македонија уште пред времето, мислам, пред да бидат онлайн медиумите присутни повеќе во нашата сфера, се знаеше дека се води една моноетничка политика на едниот медиум кој збори само македонски или па на другиот кој збори само албански, така да имаме две реалности кои на жалост само кога има трагедии или нешто големо лошо се случува, па тогаш ќе имаме информации од таа етничка припадност или од трета етничка припадност, или кога на пример има некој празник, па повеќе верски, па еве ги слават, и како да се некој етнитет кој живее во другата планета, а некако луѓе кои живееме заедно и тука ги користиме истите услуги, не знам, транспорт, исти школи и така натаму, ама тоа е од системот. Значи, системот така е граден во Македонија, каде што две-три етнички заедници не се мешат многу и затоа немаат знаења едни за другиот, имаат само тие стереотипи кои на жалост повеќе преку помош на медиумите или социјалните мрежи повеќе ги потврдуваат. Да, ги потврдуваат, ги шират. И така да тие новинари кои доаѓаат од таа средина, мислам тие луѓе, тие млади новинари, после ќе работат во тој медиум што е моноетнички. Имаше, Филијана даде неколку примери кои се медиумите кои ги мешат сите. Мислам, има неколку луѓе кои се работат и во различни редакции, но се знае дека тие повеќето од тие од новинарите работат во моноетнички медиуми, така да ќе продолжат да го потврдат тоа што веќе веруваат, пошто нели кажав таков системот и така се израснати, имаат пријатели и се соочуваат, но сепак не се заедно, не живеат, не ги делат истите вредности. Тоа е разбирливо до некаде јазикот, религијата, ама сепак нема ни толеранца, нема ни разбирање за другиот, од тоа што нема познавање. И кога ќе напишат вест, еве на пример, едниот не ја гледа другата реалност, не постои, така да, на пример, еве, имаме многу примери кога албанскиот јазик нема превод на албански јазик, пошто таа друга етничка заедница не постои за нив. Не е дека ги мразат, не е дека имат нешто против, туку воопшто не ги мислат. На англиски да, пошто тоа е странски јазик и ајде. И ова е еден лош пример каде што може да го посочам на неколку настани, па и јавни, па и кај медиумите, па и кај владата, и кај другите институции. И после тоа се ствара ова непознавање, ова игнорирање доведува до тоа да имаме само еднострани вести или вести кои воопшто не се опширни и немаат некаков интерес за сите. И инаку да, јавниот интерес е јавен, пошто живееме во мултиетничка земја и важи за сите, ама многу малце се работи на таа тема и не е само теми од, еве како што кажав, не ќе да се повторам, теми од видот на еве денес се слави денот на XX тој и ајде ќе видиме што прави другата заедница, туку мора да има постојано вести и информации кои за да ги информират и другата заедница дека со истите проблеми се соочуваме и дека има криминалци и има и добри луѓе и од таа и од тој свет и од овој другиот свет. Значи, ние кога го креиравме портал, една од причините која беше за основање на портал беше да се направи тој бриджинг, да се направи тој мост меѓу тие две најголеми етнички заедници во Македонија, така што ние почнавме постојано да следиме преку партнер, преку Метамк, па и други проекти сме имале, за да го преведеме, да го кажеме тоа што се случува во нашата
сфера во македонската јавност, во турската и другите, се засега сите. И ако не знам, во општина Струмица имат проблеми со законот и како тоа имат некој вид проблем, мора да се рапортира, а не обратно да се игнорира дека тоа не е за нас. Обично така и албанските медиуми, ајде ние да видиме што се случува кај нас, и ќе се игнорира нивниот проблем, а треба обратно, затоа што како што кажав, преку тој пристап сите се чувствуваат како дел од една, не знам, неправда или правда или систем. И на тој начин треба и другите медиуми да мислат и да работат, значи работиме, сите сме тука заедно, но кога ќе одиме да седнеме да пишуваме нешто, пак се уклучува таа клика, ајде сега да видам што се случува кај нас. А тоа е погрешно. Сега појавата на онлайн медиумите уште повеќе тој јаз го зголеми, затоа што таму и се кријат позади некои X автори, Вилјана многу добро ги кажа некои примери, и може слободно да пишуваат и говор на омраза, и навреди, и клеветење, и да не се знае и да не се одговара. Европските вредности не се на Европа, туку тие се вредности кои ние треба сами да ги негуваме, затоа што се првично добри и затоа што се нудат просперитет, а не дека некоја си таму Европа или Европска Унија ни ги бара, туку да бидеме праведни, значи да се почитува законот, да има правда во нашата земја и ние да известуваме за таа правда, за вистината, тоа не е нешто која ќе не води во Европската Унија, ама тоа како прво за нас ќе биде добро и тоа е позитивно само за нас, па после и за општеството каде живееме, и затоа новинарите треба да ги лоцираат овие теми кои се за поголемиот интерес, теми кои се стварно важни за да се открие нешто кое би било добро за нашиот мултикултурализам, а не само да служат како, не знам, мегафон на една партија, па после кажа другата, и да се води една дебата која не води нигде. Значи темите кои треба да се изберат, тие треба многу добро да служат на нашиот интерес, пошто и ние новинарите и самите живееме во таа земја, и ако воздухот не е добар и нас не штети, а не дека една партија ќе бойкотира нешто или ќе кажува нешто само за тоа што не е на власт. И тоа новинарите треба да го поминат, да го чкртнат некако и да мислат дека да мислат на јавното добро кое е исто така нивно добро, така да се согласувам за професионалните правила. Тие не си новинари, има многу кои се трудат да бидат новинари, ама не се новинари затоа што не го почитуваат кодексот. Кој го почитува кодексот и работи според него, тој е новинар. Другите се само некои луѓе кои сакаат да терат некои агенди или не знам, сакаат само да пишува, да прават врева, ама да се новинар тоа е друго, тоа сноси одговорност, тоа сноси агендата треба да биде само доброто на луѓето, на сите, да бидеме гласот на тие што на неможните и да бараме одговорност од тие што се надлежни, затоа што само они преку нивната работа може да сменат, а ние преку нашата кој ќе инсистираме, значи преку нашата како се вика тоа на македонски, Кажете на албански. Курмундовошта тие мета non-stop ткаркојм дичка ако риеме шум. Кога имате некаква потреба, односно кога сте во потрага по нешто. Да, само тогаш ние можеме да постигнеме успех. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.